Здраво, ваги! Ајде заедно да ги толкуваме пораките кои не ги спреки универзумот за вас и за периодот кој следи. И ова се љубовни пораки, значи ајде заедно да ги толкуваме љубовните пораки. Значи се што ќе биде кажано овде ќе се однесува само околу љубовта, значи на полето на љубовта, на емоциите, на се што се случува во вашиот љубовен живот. Ќе зборуваме за многу од вас, се извинувам, значи ќе треба да обрнете внимание што е порака за вас, да се фокусирате само на оно што за вас има смисла и се пронаоѓате во пораката, се друго оставете, не обрнувате внимание. Сега пред да започнеме, само уште кратко да ве потсетам да се претплатите, значи заследете го каналот, бидете дел од нас, лајкувајте, споделувајте, коментирајте, секогаш кога имате нешто да кажете, да прашате. Јас сум тука да одговорам и со тоа ќе ми дадете до знаење дека јас ова што го правам на некого му значи. И имам причина да продолжам да го правам, се разбира. Ајде сега да видиме што носи периодот во вашиот љубовен живот. Еден дел од вас, некои ваги, се во некаква раскрсница. Вие сте на некој крстопат. Меѓутоа овде не сте дошле вие нити случајно, нити не сакајки од нигде и никаде, туку овде сте вие дојдени само по собствен избор. Значи овде вака вие се наоѓате заради тоа што вие така сте одлучили и сте избрале. И сега што значи ова? Ова значи дека вие сте донеле одлука одовде па натаму да продолжите сами. Значи ова е порака само за тие сами што сте одлучиле. Немој да помислите дека порака се однесува на тие што сте во врска и сака да си бидете во врска. За вас ова не важи. Ова е само за тие што сами сте се одлучиле да бидете сега периодов сами. На што се должи оваа одлука? Ова одлука се базира на тоа што она во кое досега бевте, тоа веќе си ја отслужило својата важност, својата улога, својата вредност во вашиот живот. И тука веќе нема ништо, тоа веќе нема што да понуди. Значи ситуација, партнер, човек, се може да биде. Тука веќе нема ништо, тој нема што да понуди. Едноставно патиштата ви се разишле и вие не се наоѓате повеќе на иста бранова должина и сами свесно носите одлука да продолжите одовде сами. Сега се јавуваат моменти кога вие се колебате и вие се плашите дали можете понатаму вака, на овој нов начин кој сте го одбрали. Јас овде морам да ви кажам дека одлуката ви е правилна, затоа што секогаш одлуките што ги носиме инспирирани од емоциите, од длабочината на нашата душа, нашето срце, тие не може да бидат погрешни. Така и ова не е погрешна. Ова вас ве води во едни други води, за вас непознати нови, да, но многу помирни, поубави, каде ќе се чувствувате, вие буквално овде ќе се чувствувате како да сте се обновиле, како да сте се регенерирале. Вие буквално ќе зрачите периодов, ќе зрачите од убавина, од свежина, полни ќе бидете љубов, позитивна енергија. Другите ќе го забележуваат тоа. И очекувајте коментари овој месец од типот како ви изгледате размладени, освежени, разубавени. Луѓето ќе мислат дека сте влюбени, но вие овој пат ќе бидете влюбени во самите себе си и во начинот кој што си го избрале за себе. И тоа е нешто прекрасно. Да, ќе треба да се навикнете, ќе треба многу да работите на себе си, на околностите, на ситуациите, меѓутоа верувајте дека ова ново во кое сами сте си го избрале е прекрасно. И за сите вие што се колебате,
што се прашувате дали е паметна ова одлука, имам една порака, таа гласи вака. Вие може не ја разбирате причината зашто некои работи се случуваат понекогаш. Меѓутоа, треба да знаете дека секогаш има повисока цел за нештата во вашиот живот да се случат. Помеѓу проблемите, некаков благослов ќе ви биде откриен. Значи, ќе доживеете некаков благослов. Да, проблематично е кога се влегуваме во нешто ново, затоа велиме низ проблемите ќе ни биде откриен некаков благослов. Не се овие некакви големи проблеми, воопшто не се грижете, но не сето ова за вас ќе биде откриен некаков благослов. Ајде сега да видиме што се случува кај другите. Кај некои од вас, јас гледам дека вие сте одлучиле буквално да ги запалите сите мостови кои водат до некој човек или до некоја ситуација. Вие сте одлучиле тука да ги прекинете сите врски со некого. Едноставно, тој другиот не ви помагаше. Мислам, се изгледаше како да ви помага, изгледаше како да е тука, да, со иста цел како вашата, изгледаше како да сте заедно во ова. Меѓутоа, тоа само изгледаше така на површина. Во длабочината на вашата врска, во која се затворат вратите, кога станете вие сами, вие сте свесни дека многу работи тука не достигаат. И вие си носите одлука да заврши. Значи, сите буквално мостови кои ве врзуваат за нештото, овој пат ќе ги запалите. Значи ги прекинувате врските со се она каде што е недоволно. Едноставно за вас е недоволно и вие тоа нема да го толерирате. И сега некои од вас ќе се забавувате многу ќе се забавувате. Постојано гледам забави, седенки со друштво, со пријатели и за вас овде вака едно предупредување. Значи, внимавајте кога се забавувате, колку многу им се давате на луѓето, затоа што постои веројатност овој месец многу да се давате на луѓе кои не ве заслужуваат. Значи, внимавајте на тоа. Внимавајте, вие сакате да се забавувате, да, сакате да биде убаво, разгледувате наоколу, каде да се биде, со кого да се биде. Меѓутоа, внимавајте затоа што на тој начин може да се дадете на луѓе кои не само што не ви мислат добро, туку нема да ве почитуваат. И на крајот ќе ви биде жал, зашто тоа сте си го направиле себе си. Сега за друг дел од вас, па во тие забави постои опасност да си расипете некое пријателство. Значи, треба да знаете, тие што ви се пријатели и сакате да останат пријатели, не ги мешајте во забавите, во тие моменти на опуштање, не ги мешајте со љубовта. Тие што сакате да бидат пријатели, внимавајте да останат пријатели. Затоа што ако не внимавате, можно е некакво пријателство овде да биде расипано. Ќе ви биде криво после. Некои други од вас, земајќи ги сите искуства, собирајќи ги сите искуства, сета мудрост од искуствата, а сте имале многу, да, сте имале многу од каде да научите и да соберете искуства, сега си ги собирате сите искуства и одите во една друга врска, во еден друг период од вашиот живот. Меѓутоа кажав, ќе си ги понесете сите мудрости од досегашните искуства и овде сега вие влегувате
многу поинаку, со многу знаење, со многу мудрост. Овде веќе вас не може ништо да ви изненади. Овде вие ништо да ве изненади, ништо да ве исплаши, ништо да ве разочара. Вие сега влегувате со многу искуство. И партнерот тоа го знае, тој чувствува колку сте вие над него, над нештата, со повеќе знање, со повеќе мок едноставно, и ќе се потруди ќе се труди, многу ќе се труди како да биде на чекор со вас, како ќе ви покажува колку тој вложува во врската, ќе ви покажува колку тој може да се носи со вас. Значи, ќе прави многу убави работи за вас. Очекувајте во тоа. Тие што сте сами, доаѓа некој со кој многу ќе се забавувате. Значи, многу убав период за тие што сте сами. Јас не знам ова дали ќе биде нешто што ќе трае, тоа уште сега не може да го знаем, но меѓутоа знам дека сега вие многу ќе се забавувате. Значи, ова ново што доаѓа со една толку убава, весела енергија, преубава. Нови почетоци во кои вие премногу ќе се забавувате. Задоволство е да се биде со ваков човек, со ваква личност. И вие ќе го чувствувате тоа период. Може би дел од вас, па вие ќе бидете тој или таа со кој е задоволство да се биде, и другите ќе се борат за вашето внимание. И тоа може да биде за некој од вас. И па, драги мои ваги, тоа е се што може да се каже овој пат. И јас се надевам уживавте. До следното видео. Чао, чао!